Колку транспарентност и каква отчетност може да се очекува од било која македонска влада која произлегува од политичките партии, за кои не важат законите како и сите други во општеството? Тема на ова издание на Проверено е финансирањето на политичките партии. Еве што ќе гледате. Државни институции, предпријатија и студентски домови на листата на партиски донатори на ДУИ. Ова е кривично дело. Не е воопшто кривично дело, затоа што интерпретирано така. Здружена администрација донирала и за ВМРО ДПМН и за СДСМ. Бизнисите печелат од власта, но на списоците за донатори има само обични смртници. Што кријат партиите? Готово оние листи на донатори се многу чудни, бидејќи донираат многу луѓе, донираат во кеш, донираат во изден и осомнежите се дека кој знае како добиени пари на тој начин се легализираат во партиските сметки. СДСМ и ВМРО ДПМН како на тајната вечера спремаат нов закон за финансирање на политичките партии. Можна ли е борба против корупцијата во институциите, ако не се расчисти со црните пари во партиите? Што кријат списоците за редовното финансиско работење на политичките партии? Кои се најдарежливите донатори? Проверено ги истражуваше списоците. Физички лица од кои голем број вработени во државни и јавни институции се најголемиот број донатори на СДСМ и на ВМРО ДПМН. За ДУИ редовно се грижи членството вработено во јавниот сектор. ДПА, Дом, социјалистите и многу други немаат трошоци, иако се политички активни. Еве ги деталите. Политичките партии до Државниот завод за ревизија ги поднесоа годишните сметки за примени донации во 2017 година. Пред неколку дена тие се објавени на интернет страната на ревизорот. Извештаи поднеле вкупно 34 политички партии, од кои 20 немаат никакви донации, а 14 пријавиле дека примиле пари на име донации. Најмногу донации како и секоја година има ВМРО ДПМН, а заднеа е ДУИ. СДСМ собрал скромна сума, а ДПА намендохта че Алијанса на албанците на Зијадин села немале никакви донации. И во овие финансиски извештаи, исто како и претходните години, има незаконитости, сомнителни пари и многу причини за истрага на финансирањето на политичките партии. ВМРО ДПМН е најбогатата партија не само во Македонија, туку е на врвот и во Европа и од секогаш имала дебела банкарска сметка со дарежливи донатори. Од 2017 година примила донации во вкупна сума од 908.000 евра. Најмалата донација е од 1000 денари, а најголемата е од 614 и 500 денари. Меѓу донаторите не е почесниот претседател на партијата Никола Груевски, но е актуелниот лидер Христијан Мицкоски. Најмногу пари се донирани на два датума. На 27 јануари, кога вкупно 114 лица уплатиле пари на сметката на ВМРО ДПМН, или вкупно се слеани 200.000 евра во само еден ден. Вториот датум е 17 мај, кога донации уплатиле 157 луѓе, во вкупна сума од 110.000 евра. Најдарежливи биле четворица донатори, кои искеширале дебела сума на пари. Не се малку ни оние кои донирали над 5.000 евра. Вкупно 43 лица на партиската сметка уплатиле од 300.000 денари до 450.000 денари. Меѓу нив има поранешни функционери, сегашни пратеници и обвинети во случаи на СЈ. Меѓу донаторите се истакнал и пратеникот Димитар Стевананџија, кој во март минатата година донирал два пати со вкупна уплата од 181.000 денари, или на сметката на ВМРО ДПМН уплатил своји 3 пратенички плати. Има и донатори брачни парови, па така во изден на 28 март донирале Сонја и Јохан Тарчуловски, кои од семејниот буџет за партијата издвоиле 50.000 денари. Социјалдемократскиот сојуз минатата година не собрал многу пари од своите членови симпатизери. На име донации добил само 34.000 евра од 694 физички лица. Меѓу донаторите го нема лидерот Зоран Заев, ниту пак неговата заменичка Радмила Шекеринска. Донација нема ни од генералниот секретар на партијата Александар Кирацовски. За разлика од ВМРО ДПМН, каде најмалата донација е 1000 денари, членови на СДСМ донирале и по 1, 2 или 7 денари. Толку пари уплатила во неколку наврати известна Снежана Косотова. Најдарежливи биле Владимир и Венцислав Бочварски, кои на сметката на СДСМ уплатиле по 101.500 денари.
Од високо позиционираните партиски и државни функционери, најголема донација дала претеничката Фросина Ременски, 36.000 динари. Потоа следува нејзината колешка Јагода Шахпаска со 35.000 динари, па министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски со 33.500 динари. Демократската унија за интеграција на Али Ахмети секогаш е владеачка партија, без разлика дали СДСМ или ВМРО ДПМН е на власт. Оваа партија секогаш има своји функционери во власта и директори во државни институции. И секоја година има донации не само од физички лица, туку од државни предпријатија, што е кривично дело и е спротивно на законот за финансирање на политичките партии. Партијата на Али Ахмети пријавила дека лани на име чланарини се платени 24.000 евра, донации 26.500 евра и од Министерството за правда 255.000 евра, пари кои им следуваат на партиите согласно изборниот законник. Она што е противзаконски во донациите, а што оваа партија безгрижно продолжува да го прави, е што редовно стигнуваат донации од државни институции. Дуи пријавила и чланарини, меѓу кои се имињата на Изет Меджити, Али Ахмети, Талат Џафери, Рафи Салити, Агим Нухил. Од останатите партии, Беса на Билјел Касами добила 27.800 евра, Национална демократска природба 150 евра, Гром на Стефчо Јакимовски 13.600 евра, Демократскиот сојуз 15.600 евра, НСДП и ПЕИ имаат добиено пари само од Министерството за правда, НСДП 25.500 евра, ПЕИ 30.000 евра. Донации традиционално како и секоја година нема пријавено ДПА на Мендухтачи, потоа Алијансата на албанците на Зијадин Села, Дом на Лилјана Поповска, Социјалистичка на Дзинго, ВМРО Народна на Љупчо Ѓоргиевски, Достоинство на Стојан Чангелов, ПЦЕР на Самка Имраивонски, Либерална на Иван Величковски, Демократската партија на србите на Иван Стојковиќ. Законот за финансирање на политичките партии се менуваше често, а измените водеа кон се помала контрола врз нив. Така во 2009 партиите заеднички укинаа обврската за квартални извештаи, а нешто подоцна се иззема од Законот за слободен пристап до информации. Сега се заговара нов модел на финансирање од државата, но се чини дека никој и никогаш нема да открие вистински од каде се финансираат политичките партии. Анализа на Сашка Цветковска. Вака изгледа веб страницата на Британската изборна комисија. Во секцијата партиски донатори, било да се редовните донации или оние изборните, можете да прочитате и најситни детали за донациите, имиња, презимења, компании и време на уплата. Се регистрираат дури и оние донации на политичари и групи од интерес, кои ги примаат за да покријат одредени трошоци како патување на конференции. Партиите доставуваат неделни и квартални извештаи, а комисијата ги собира дури и нивните сметки и фактури од трошоците. Токму транспарентното работење на оваа комисија им помогна на новинарите од Guardian преку доставените сметки и фактури да ја откријат поврзаноста на Кембридж Аналитика со кампањата на Доналд Трамп и Брекзит. А како е во Македонија? Во 2009-та партиите сложно ги укинаа своите обврски да доставуваат квартални извештаи. Нешто подоцна се иззема и од Законот за слободен пристап до информации. А сега, надвор од очите на јавноста, кројат нов закон по своја мерка и бараат државата неколкукратно да го зголеми финансирањето од буџетот за партии. Доколку се случи да имаме ефективни санкции, во другите држави има и забрана за учество на следни избори, кои и да бидат следните избори. И која и да биде партијата. И која и да биде партијата. Ние имаме примери од светот да врвни политичари ја завршиле политичката кариера со осуда за незаконито финансирање на политичката партија. Се додека не видиме такви примери кај нас, ние не треба да зборуваме за промена на законот, затоа што законот уште не сме го примениле како што треба. А какви се нивните извештаи? Далеко од британските. Ако во Британија фирмите се легитимираат како донатори, во Македонија најмногу и скоро единствено донира администрацијата. Повторно повикот за институциите да утврдат од каде се овие пари. Затоа што нашиот став во врска со овој начин на финансирање на ВМРО ДПМН како тогаш најбогата и најголема политичка партија
е дека тоа се нелегални црни пари кои што влегуваат во партијата од непознати извори. Тие лица кои што се наоѓаат на списоците како лица кои донирале, најчесто и самите не знаат дека донирале. Друга работа, дел од тие лица се лица кои што ние или нашите соработници ги познаваме. И знаеме дека немаат толку пари да донираат. Финансиската моќ не име. Значи, затоа ги повикуваме институциите. Вака изгледа профилот на еден просечен партиски донатор. Пракси од сивата зона, кои ги воведе ВМРО ДПМН. Работи во државна или јавна администрација. Зема просечна или минимална плата. Ако е повисок ешалон, има договорна неопределена. Но колку веруваме во приказната дека сите партии се финансираат само и единствено од скромните административци и обичното членство? Главниот сомнеш е дека тоа се некакви црни пари добиени од бизнисмените. Во минатото имаше различни случаи за рекет. И дека тие пари после преку донациите на луѓето се легализираат на партиските сметки, ама како што знаеме, ниеден од тие случаи нема разрешница. Ако се сеќавате, имаше неколку изјави на членови на ВМРО ДПМН кои што кажаа дека не донирале пари, а се на списокот донатори. И тоа пред 4-5 години обвинителството ја отвори случај во врска со тоа, меѓутоа нема никаква разрешница. Тука е и ДУИ. Тие со години пријавуваат донации од државни институции и партии. Нивните луѓе со државна работа, со траен налог како да плаќаат кредит, плаќаат партиска рата. На прашањата кои што ние ги доставуваме таму, зошто е тоа така и како е можно да се финансираат партиите од јавните предпријатија, одговорот е дека на тој начин се одбива членарината од нивните партиски членови кои што се вработени во тие институции. Но фигурираат институции? Фигурираат во транзакциите, фигурираат институциите. Но исто така проблематично е прашањето дали на тој начин може, треба или смее да се собира членарина за политичка партија. Или од аспект на борба против корупцијата, дали тоа значи дека партијата ги вработила тие луѓе, односно партиските вработувања се еден вид на политичка корупција. А има и партии кои немаат донатори и немаат трошоци, но сепак успешно коалицираат со секоја власт и постојано имаат функции и се дел од јавниот живот. Таква е партијата Дом водена од Лилјана Поповска или пак Социјалистичката партија на Љубисав Иванов Дзинго, милионер и човек кој со години успешно обстојува, експлоатирајќи ги државните привилегии и ресурси. Сомнежи за нерегистрирани пари во кеш кои се користат за избори имало со години во извештаите на невладините организации. Креативни начини на кои што не само луѓето, туку и фирмите кои што работат, добиваат тендери од државата, на кои што креативно донираат на партиите. Таков пример во изминативе години имаме со градежни компании кои што работеа на Скопје 2014. Пример ви е Скопски бетон, кој што според базата која што ја правеше Бирн, речиси третина од тендерите за Скопје 2014 тој ги има добиено. И во исто време, додека ги добива тие тендери, тој склучува таква сделка со ВМРО ДПМН да буквално без пари им прави седиште и во тој процес на правење, плюс им доплаќа уште некои 2 милиона евра за наводно неиспорачување на целата квадратура, што била претходно договорено. И сега може да замислите што се случувало тука. Ако водите фирма, подлежите на мал милион административни обврски. Зборот УЈП е страф и трепет за секое предпријатие. Но ако сте партија, и самите институции одбиваат да соработуваат со вас и ги кријат и штитат партиите. Невладини организации одеа и до управни судови во обид да добијат одговори на нивните прашања. Без успех. Ние како и за се друго, и тука имаме поголем проблем со контролата. Ние закони имаме.
Ако управата за приходи, ако надлежните институции, и тука да ги спомнеме и финансиска полиција, управа за спречување перење на пари, Државниот завод за ревизија, тие се најповикани. Ако тие си ја завршат својата работа, ние тогаш ќе видиме дали имаме проблем со законот. Европската унија без исклучок со години забележува дека финансирањето на партиите е надвор од секоја европска практика. Нема ниту транспарентност, ниту законитост. Постојат сериозни сомнежи кои се потврдуваат и во истрагите на медиумите, но и на официјални институции, дека бизнисот во кеш ги финансира партиите, но црните пари доаѓаат од честењето и местењето тендери, позиции и други привилегии. Веродостојноста на овие извештаи секогаш била ставена под знак прашање. Новинарските истражувања низ годините изнесоа силни аргументи за нетранспарентно, а често и црно финансирање на политичките партии. Минатата година беше отворена и истрага за финансирањето на ВМРО-ДПМН Талир. Оваа партија останува да биде најбогата. Во година на силни политички порази, донаторите собрале околу 1 000 000 евра. Деталите ги има Александра Никовска. Скап мебел, луксузни мермери и уметнички слики ја красат внатрешноста на големата Бела палата. Сето ова е купено и изградено со пари од партиските сметки на ВМРО-ДПМН. Седиштето на оваа партија, која стана символ на кичот, луксузот и трошење на народните пари, заедно со функционерите на партијата се под истрага за незаконско финансирање. Истрагата под кодно име Талир СЈО ја отвори во мај минатата година, а во неа осомничени се 11 функционери на партијата. Прво осомничен е почесниот лидер на ВМРО-ДПМН, Никола Груевски. Тие се сомничат дека со 4,9 милиони евра незаконски стекнати пари купувале имот и ги подмирувале обврските за партијата. Во конкретниот случај постои основано сомнение дека и покрај тоа што на прво осомничениот како претседател на политичката партија му биде добро познати законските одлучувања, сепак истиот во периодот од 2009 до крајот на 2015 година овозможил финансирање на партијата противно на законските одредби. Преку донации од физички лица, овие незаконски средства легнувале на сметката на партијата. Во Агенцијата за катастар на недвижности под името на ВМРО-ДПМН може да се најдат 78 имоти, ниви, згради, станови и деловни простории. СЈО до судот поднал 12 барања за замрзнување на имотот, меѓу кои и палатата Христо Татарчев. Под истрага и договорот кој ВМРО-ДПМН го има склучено со АД Бетон, кој освен што ја изгради палатата, дополнително дал и донација за партијата. Според доказниот материјал, ова не било единствениот начин на незаконско финансирање на политичката партија. Постои основно сомнение дека прво осомничениот како одговорно лице спротивно на законските ограничувања, предвидени во Законот за финансирање на политичките партии, овозможи за политичката партија ВМРО-ДПМН да бидат обезбедени услуги од правното лице ДГ Бетон АД Скопје, кое правно лице во време на обезбедување на услугите имало склучено договори за доделување на јавни награди. Според истрагата, биле користени различни начини овие пари да се исперат, односно легално да се внесат во партијата. Па така, дел од донациите ги прикажувале како легални уплати преку жиросметка, односно како донации за партијата. Според пресметките на СЈО, направени за секоја година одделно, во некои денови се донирале од 12 до 30.000 евра на овој начин, во обид средствата легално да се внесат во партијата, под превез од членарини и донации. За овој случај сослушани биле на 260 сведоци, испратени биле 230 барања до институции и анализирани 11.886 уплатници од физички лица до партијата. По неколку преписки со Врховниот суд, кој не сакаше да го одобри барањето на обвинителството за замрзнување на имотот и цело време бараше нови документи и докази за случајот. Мислевме дека треба да одлучиме на друг начин во тој предмет, бидејќи не сакаме да влијаеме на политичката состојба. Од СЈО на прашањата на проверено, одговорија дека истрагата за предметот Талир е во тек, но во интерес на истата не се во можност со јавноста да споделат повеќе детали. Во 2011 година, поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошковски беше уапсен и обвинет за незаконско финансирање на политичка кампања. Пред ресторанот во Деница, во скопската населба Капиштец, Бошковски беше уапсен со 100.000 евра во хартија на кеса. За овој случај можевме да слушнеме и во бомбите.
лежеше таму едно пола саат на стомак врзан на влиците, дојдаа новинари и ги испосликаа, го направија, он вришкал, Сашо Мијалков ме намести и солзи утешал. За овие нарачки СЈО ги гони Сашо Мијалков, поранешниот прв човек на Алфите Ивица Антевски Пуки и уште 5 негови колеги, за мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и казнување. Извештаите на ДУИ секогаш предизвикуваа контроверзии. Само тие имаат државни институции на списокот со донатори. Билјана Секуловска за овие дилеми разговараше со Артан Груби од ДУИ. Господине Груби, кој ја финансира ДУИ? ДУИ ја финансира членството, ДУИ ја финансират исто така донатори за време на предизборната кампања, но всушност ние сите функционери кои што сме именувани од страна на Демократската унија за интеграција, именувани и избрани, плаќаме по 5% од нашата плата како донација до политичката партија за нормално секојдневно функционирање на органите на партијата и на седиштето. Добро. Чи тоа се примарните финансиери на Демократската унија за интеграција. Еве сега ќе ви покажам што доставиле ДУИ на годишниот извештај за членарини донации 2017. И гледаме тука дека има одредени јавни предпријатија, тоа знаете, да не ви ги редам. Прашањето е зошто. Имате тука една забелешка дека во списоците се наведени институции каде што се вработени функционери на ДУИ. Значи тоа е на крај на забелешката. Значи, овој проблем ни се појавува години наназад, затоа што, например, директорот на Железнича, господинот Ирфан Асани, од неговата плата уплаќа 5% од платата во жиросметката на Демократската унија за интеграција. Истиот проблем го имавме и ние како пратеници, но го решивме со траен налог од банката, откако ќе легнат парите од институцијата на мојата лична сметка, па после со траен налог од мојата лична сметка одат во сметката на политичката партија Демократската унија. Така, нема да ве разбере никој. Зошто фигурираат јавни предпријатија? Затоа што се уште нивните служби, финансиски служби, не можат да го уредат начинот на трансферот на тие 5% од владата од платата на функционерот до политичката партија. Зошто е потребно со траен налог, а не да отиде лично функционерот во банка и да уплати? Тогаш ќе биде се чисто. Да. Значи зошто тоа не го прават? Се работи за проблем во функционирањето, во текот на префрлувањето на парите. Се работи негде за 50 евра, 3000 денари, од прилика во зависност од платата, од функционерот, од директорот на јавното предпријатие. Ама тоа не е во ред. И свесни сте за тоа дека не е во ред. И велите дека е грешка. Зошто не се исправа оваа грешка? Значи сме побарале од сите тие институции, за жал, одговорот е дека се уште не се спремни тоа да го направат како во собранието на Република Македонија, за да има траен налог од сметката на лицето, а не од институцијата. Зошто пак значи, зошто траен налог? Уште еднаш одговорете ми. Зошто лично не оди функционерот, директорот, лично да уплати, туку оди трансферот преку неговата институција. Затоа што предпријатието. Да, еве например во нашиот случај, затоа што така е многу полесно. Не е полесно. Затоа што не е полесно. Па не, затоа што најлесно е да биде чисто и пред законот. Па ова е чисто и со ова е кривично дело. Не е воопшто кривично дело затоа што интерпретирано така. Не е јавното предпријатие тоа кое што го ја финансира Демократската унија за интеграција. Тоа фигурира, господине Груби. Тоа фигурира и не смее да фигурира. И свесни сте дека не смее да фигурира. Ама вие сте свесни и затоа сте напишале забелешка. Вие сте свесни дека се работи за 3000 денари од платата на тоа не е оправдување кој што е именуван или избран од страна на Демократската унија за интеграција и со тоа он всушност придонесува во секојдневниот тек на работите во ДУИ. Прво, тоа не е оправдување. Второ, ќе ви ја цитирам... Прво, да констатирам дека не е проблем, нели? Проблем. Значи, не се работи за корупција, не се работи за финансирање од јавни предпријатија за Демократската унија за интеграција, затоа што по аналогија на ова што го велите, ќе се рече дека и собранието ја финансира ДУИ, и владата ја финансира ДУИ, и сите други институции ДУИ ја финансирале. Значи, проблем е, уште еднаш ќе потенцирам и да не се навраќаме повторно, и ќе ја цитирам Слаđена Тасева, дека е ова кривично дело, со оглед на тоа што фигурираат вашите функционери и
функционерите кои всушност се на раководни места во тие предпријатија. Апсолутно е неточно и ревизорите всушност седат по цели недели во Демократската унија за интеграција и сметам дека сме најтранспарентната политичка партија и тоа може да го потврдите и кај нив. И сосема сме отворени за нашето финансирање да следат од почеток па се до крај. Освен оваа забелешка, немаме друга забелешка. Добро. УЈЕПА кога влегло во ДУИ? Последен пат. Ревизорите влагаат во ДУИ. УЈЕПА не. Финансиска полиција не. Доколку се види нешто дека е сомнително. Се сеќавате на кривичната пријава која поднела Тасева во врска со една СМС порака од една општина, Студеничани и Желина, кога вие давате налог да бидат купени всушност со пари на општината материјали за ДУИ. Таа кривична пријава никогаш не е била процесуирана и ниту пак има некој ефект. Не, затоа што всушност се работи за барање од невладина организација, тогаш бев председател на движењето Разбуди се, и барање до институциите на државата да ни дадат донации, било за компјутери, било за организирање на настани. Сметаме дека тоа е сосема легитимно и така всушност треба да се функционира. Активностите на невладината која што ја предводе во тоа време се финансира и од град Скопје и од различни амбасади. Говори дека се работи за ДУИ, за финансирање на ДУИ. Не, апсолутно не. Апсолутно не. Не. Зошто немате во донациите, во таа листата за донации? И тоа всушност и повторно се работи за 30.000 денари, 500 евра, за да не биде во заблуда гледачот кога ќе го гледа ова. Донација од страна на општина или било која институција за невладина организација за организирање на настан, концерт, кривичната се однесува на ДУИ. Зошто немате затоа е погрешно. Зошто немате бизнисмени и фирми како донатори? Туку имате физички лица. Затоа што е многу проблематично во нашето општество за било која фирма, за било која компанија или индивидуа, да се идентификува со политичка партија и дека ја финансира таа политичка партија. Ние имаме огромно членство во Демократската унија за интеграција и сите придонесуваме за функционирањето на оваа партија и всушност така ги финансираме и нашите кампањи. Знаете како може да се свати дека всушност ги именувате луѓето за функционери, за подоцна да ви возвратат со донирање пари во политичката партија и тоа со политички речник се нарекува корупција. Знаете, многу е добро кога било јавноста, било новинарите ја превзимаат врз себе улогата на ревизорот и на финансиската полиција и на УЈЕП. Си имаме институции во држава кои што се ја вршат својата работа. Тие сметате дека ја вршат работата? Апсолутно ја вршат својата работа. И ако имате било какви информации за нешто што е погрешно, тогаш ве молам, ве поттикнувам да идете и да пријавите во обвинителство, да идете да пријавите во сите овие институции. ДУИ е чиста како соза во однос на финансирањето. Ако јас ја финансирам ДУИ со 3000 денари од мојата плата, тоа ми е мене чест и јас сакам тоа да го правам и ќе продолжам тоа да го правам како и другите функционери. Значи, да не биде во заблуда дека ние именуваме функционери за да ја финансираат политичката партија, а се работи за 3000 денари. Така излегува, господине Груи. Па добро, може да интерпретирате вие со мегаломанство како сакате, но се работи за максимум 3000 денари или во зависност од платата 2 до 3000 денари. Секој тоа така ќе го разбере, за жал. Кои се вашите предлози? Дали смитате дека законот за финансирање на политичките партии треба да се смени? Значи, ова се договараше и се разговараше по однос на ова прашање и за време на пржинските преговори и беше едно од барањето од една од политичките партии. Сметам дека треба да се усвои тој закон, треба да се усогласи и мислам дека сме близко до усогласување. Посебно работните групи помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН го договара овој закон, кој што и претходно беше тема на дискусија. И мислам дека со овој закон ќе се помогне во оневозможување на корупција во финансирањето на политичките партии и во да нема некакви нејасноти за кои што ние денеска разговараме тука со вас. Сметам дека ако има стабилно финансирање на политичките партии, тоа ќе придонесе кон демократијата внатре во тие политички партии и оневозможувањето на олигарсите да имат влијание врз градењето на политики, врз именување на политичари или предводници на институции. И затоа час поскоро би требало да го усвоиме и да го следиме теркот на соседните земји.
Нетранспарентни и без доволен надзор од институциите. Ова се генералните заклучоци на Греко за финансирањето на партиите во Македонија. Се чини дека политичка волја има за се, освен за закон кој ќе ги изложи вистинските донатори пред јавноста, а преговорите меѓу партиите кои се штитат себе си останува засега да биде единствена форма на успешен политички диалог. Оти може се, но не и да се открие кој како го полни партиското чекмеџе. Ова беше се во ова издание на Проверено. Се гледаме следниот вторник.